Следуваат снимки од манифестациите по повод македонскиот православен Великден во Македонската православна црква Свети Климент Охридски од Торонто. Нашиот снимател е Јури Крантман.
Сега замисли. Čistim srcem tebe slavitim. Воскресение Твое, Христе спасен. Господом, чистим сердцем Тебе славити. И да се удостоиме за слушање на Светото Евангелие, Господа Бога го молиме. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ке се чита од Светото Евангелие според Марко. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. Она време што мина, саботата Марија Магдалина, Марија Јаковова и Саломија купија мириси, за да дојдат и да го помазаат Исуса. И во првиот ден од седмицата дојде на гробот многу рано, кога изгреваше сонцето, па си говореа помеѓу себе кој ќе ни го оттргне каменот од вратата на гробот. И кога погледнаа, видоа дека каменот е оттргнат, а тој беше многу голем, што влегоа во гробот, видоа еден млад човек облечен во пелијалишта, како седи од десната страна и се уплашија, а тој им рече: не бојте се, вие го барате Исуса Назареецот распнатиот, он воскресна не е овде, еве го местото каде што го положија. Но одете, кажете им на учениците негови, на Петра, дека он пред вас ќе отиде во Галилеја, таму ќе го видите како што ви беше рекол. Па што мислегоа, побегна од гробот, зашто ги опфати страф и ужас, и никому ништо не рекоа. Бидејќи се плашеја. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слава на светата единосушна и животворна и неразделна Тројца, постојано сега и секогаш и во сите векови. Амин. Христос воскресе из мертви, смертию смрт поправ, Исус ти во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертви,
Podignete i porti горнищата свои, подигнете се вечни порти, и ке влезе царот на славата. Господ крепкиот и силниот, Господ на војските, он е цар на славата. Подигнете ги порти горништата свои, подигнете се вечни порти, и ке влезе царот на славата. Господ крепкиот и силниот, Господ над војските, он е цар на славата. Подигнете ги порти горништата свои, подигнете се вечни порти, и ке влезе царот на славата. Господ крепкиот и силниот, Господ над војските, он е цар на славата. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Зашто Тебе те фала сите сили небесни, Отецот и Синот и Светиот Дух, и Тебе слава Ти вознесуваме, сега и секогаш, и во сите векови. Заспан со тело, како мртов си воскреснал по 3 дена, царуј Господи, откако го крена Адама од распадливоста, и смртта ја уништи, паска на нетление и на светот спасение. Заспан со тело, како мртов си воскреснал по 3 дена, царуј Господи, откако го крена Адама од распаливоста, и смртта ја уништи, паска на нетление и на свето спасение. Красуй ся, ликуй, радуй ся, Иерусалиме, царя Христа узрев из гроба, яко жениха происходящя. Како да погибнут грешници од лица Божја, а праведници да возвеселјација. Have mercy on us, O God, according to thy great goodness we pray thee. Hear, can I have mercy? Lord, have mercy. Again we pray for pious and Orthodox Christians, for our Metropolitan Methodi, for priests, deacons, and all other clergy, and for all our brethren in Christ. Lord, have mercy. Again we pray for the blessed and ever memorable founders of this holy temple, and for all our fathers and brethren, the Orthodox departed this life before us, who here and in all the world lie asleep in the Lord. Again we pray for those who bear fruit and do good works in this holy or venerable temple, for those who serve and those who sing, and for all the people here present, who await thy great and rich mercy, for
For thou art a merciful God and loves mankind, and unto thee we ascribe glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto ages of ages. Christos Voskrese! Christos Voskreska! Christ is risen! Christos Voskrese! Is metris metius verpokra, in suštimo krome, živno darova. Stefan, po milosta Božja arhiepiskop Ohridski Македонски, заедно со Светиот архиерейски синод, до свештонослужителите, до монаштвото и до сите чеда на Македонската православна црква, а по повод великденските празнувања, испраќа мир и благослов од Бога, поздравувајќи ги со величествениот и торжествен поздрав Христос воскресе! Денес сето создание се весели и се радува, зашто Христос воскресна. Возлюбени празниколюбци, Христовото воскресение е смислата на нашето севкупно постоење. Тоа е стожерот околу кој што се одвива сиот наш живот и камен темелникот врз кој што се гради сиот наш подвиг на верата, на надежта и на љубовта во Бога. Тајната на Христовото воскресение го преобразува и го возобличува севкупниот наш поглед кон светот и човекот, кон времето и вечноста. Возлюбени чеда во Господа, тајната на Христовото воскресение најмногу се открива во дарот на простувањето. Та можно ли е вистински да го празнуваме Великден, празникот на празниците, ако не простуваме и ако не бараме да ни простат? Можно ли е да водиме христијански живот и да се нарекуваме христијани, ако во нашите срца се вгнездиле злопамтивоста и одмастољубивоста, или пак ако во нашите души се всадени гневот и лутината? Тоа е невозможно. Да се живее вистински христијански живот, живот според Евангелието, значи да се постане обновен човек во Христа и да се чекори по патот на боголюбието и човеколюбието, по патот кој што води кон Царството Небесно. Возлюбени чеда на мајката Македонска црква, доколку се обзрнеме на нашето историско раздобје, ќе воочиме огромни подеми и падови, како на црковен, така и на национален план. Впрочем, македонскиот народ, со Божја помош и подкрепа, успевал и се уште успева достоинствено да ги избегнува извојува сите битки и да им одолее на сите непријателски настроенија, исполнети со лукави намери и со зли цели, а при тоа со крената глава да продолжи по патот кон Бога, кон изворот на добрините и правдата. Такој ќе се осмели да не оспори како македонски народ и како македонска држава. Со кое право некои се уште се обидуваат да ни ги одрекнуваат историјата и традицијата, јазикот и верата, кога сета македонска почва е напоена со просветителските дејанија на македонските црковно-просветни дејци, со истрајноста на сите наши родобранители, со крвта на недобројните наши маченици и со благоверието на мноштво исповедници и поборници за зачувањето на православието на ова свето македонско тло. Но како што не подклепнаа нашите прадедовци, така и ние, како нивни потомци, а како доследни пазители на аманетот доверен од нив, да не дозволиме одстапките пред оние кои што постојано посегнуваат по нашето најсвето, пред оние кои што гледаат да го зграбат она кое што со вековите макотрпно е градено и кое што е сочувано до денешни дни. Наша должност и обврска треба да ни биде да им се спротивставуваме на сите оние кои што на секаков начин се трудат да ни го обземат она за кое што се дадени многу животи, многу жртви, кои што се желни
да не ги приграбат и историјата, и земјата, и културата, и јазикот, и се што е наше македонско. To live a truly Christian life, a life according to the gospel, means to become a renewed person in Christ and to walk the path of love for God and love for humanity, the path that leads to the heavenly kingdom. Therefore, as soon as possible, let us look to all of those throughout the ages who have loved God and loved their neighbor. Let us look to their God-focused lives, in which the virtues of love for humanity and forgiveness are particularly prominent, so that by the power of Christ's resurrection, all of us who are called after him may love our neighbor and forgive all, thus becoming heirs of eternal life. Stefan, the Archbishop of the Macedonian Orthodox Church, Archbishopric of Ohrid, with all the members of the Holy Synod of the Macedonian Orthodox Church. Hristos Voskrese! Hristos Voskresna! Christ is risen.